Здраво, јас сум Горан Теменогов, а вие го гледате подкастот Каде се парите. А тие, односно парите за сите што се од СДСМ, може да ги најдат ако се вработат привремено во државните институции, но а оние што се пак од ВМРО да дојдат до лесни буџетски пари, треба само да се консултанти. Така ќе дојдат до тие пари. Ова е истражено и е докажано од страна на Сдруженијето за истражување и анализи ЗМАј, кои спроведоа истражување на темата изборите како влијаат на вработувањето во јавниот сектор. Но со нашиот гостин, извршниот директор на ЗМАј, Виктор Митевски, ќе зборуваме и за финансирањето на партиите во предизборието, за оптимизирање на буџетските трошења, но и за една многу важна тема за мене, лично важна и многу интересна, што сакам да ја промовирам, а тоа е дека Африка станува континент каде што нашите компании може да извезуваат стоки, но исто така нашите умови може да извезуваат и знаење. Вие како ЗМАј бевте на овој континент во 3 држави и имате интересна приказна околу тоа што се случува таму и како една мала Македонија може да извезе знаење како да се управува подобро со државните средства, односно со буџетските средства. Добре дојдовте уште еднаш да ви посакам во подкастов. Благодарам на поканата. Виктор, значи го направивте истражувањето, она што остана секаде во јавноста беше дека ако сте од СДСМ, кога ќе дојде вашата партија на власт, привремено ќе ве вработи во државните институции, а ако сте од ВМРО, тогаш може да се надевате ако сте консултанти, како консултанти ќе ве ангажира за да добиете некоја пара од државниот буџет. Ајде малце за истражувањето, што откривте, бидејќи реков ова е научно потврдено, значи има методологија која што врз основа на факти се потврдува дека тоа е така. Да. Така, значи, заедно со Националниот демократски институт NDI, финансирани од Националната фондација за демократија, работиме на едно многу поголемо и пошироко истражување, кое што треба да ни даде одговор баш на многу прашања поврзани со тоа колку финансирањето на политичките партии, но и не само финансирањето директно за време на изборите, туку и целокупното финансирање од страна на буџетот влијае на одредени процеси во општеството. Што значи тоа? Значи нема да гледаме само колку партиите земаат од буџетот како директна поддршка, дали за редовно или за изборно финансирање, многу поважно ни е да видиме дали се случува нешто со вработувањата во јавниот сектор, со привремените вработувања, со некаков тип на услуги кои што многу лесно може да се користат за политички цели, но истовремено ќе гледаме и како јавните набавки се врзани со изборните процеси. Тоа што првиот дел од истражувањето го покажа е дека при промена на власт се менува и начинот на кој што се ангажираат одредени лица во јавниот апарат за пократко од една година. Ајде, што покажа точно, за да сите што не следат да им биде појасно. Значи, за што станува збор, бидејќи јас начнав дека ако сте од СДСМ, ќе бидете привремено вработени по една година најчесто од доаѓањето на власт на вашата партија, а ако сте од ВМРО, може да се надевате во таа една година од доаѓањето на власт. Еве, сега ВМРО доаѓа на власт, на наредната година може да се надеваат тие што се од ВМРО дека како консултанти ќе земат некоја паричка од државниот буџет. Да, интересно е дека ако ги анализираме, бидејќи земавме да анализираме податоци од 2010, односно покривме 3 изборни циклуси по теорија, инаку во меѓувреме кај нас се случија 5 избори за парламентарни избори. Не се. Значи, бројките покажуваат дека кај постојаните вработувања, најчесто на новите влади потребно им е една година за да почнат повторно да вработуваат во државниот апарат. И тоа не е случајно и тоа не е нешто кое што можеби не го очекувавме. За да можете да почнете да вработувате постојано, односно постојани вработувања во јавниот сектор, вие треба да следите строго утврдени правила со Законот за административни службеници. И не е така едноставно да можете да работите со систематизација која што сте наследиле, со организациона структура во институцијата која што сте наследили. Затоа, нашата претпоставка беше дека многу често новите политички елити, кои што ќе ја преземат власта, посегнуваат по други алтернативни начини на ангажирање на лица во нивните институции. И видовме дека тоа е процес кој што сепак има прилично голема значеност, бидејќи во овој период кој што го анализиравме имавме промена на власт. Што кажаа бројките? Дека
инструментот привремени вработување, еве за јавноста да биде појасно. Привремено вработување се добива со одредена согласност од Министерство за информатичко општество, доколку се докаже дека за тоа работно место имате потреба заради зголемен обем на работа и одобрение, односно согласност од Министерството за финансии дека имате доволно средства за тоа. И тука немате потреба од конкурс, немате потреба од сите оние процедури, но лицето е вработено максимум 1 година во вашата институција. При времените вработувања можеме да забележиме тренд на прилично големо нагло зголемување после 2017 година. Но, ако ги видиме консултантските услуги, кои што се па уште поширока ставка, тие некако после 2017-та опаѓаат, а имале тренд на зголемување пред 2017-та. Важно е да се напомене дека кај привремените вработувања, вие морате да го вработите лицето во рамки на вашата организациона структура, односно систематизацијата која што ви е на располагање во таа институција, и тоа лице зима плата онолку колку што зима државен службеник на тоа ниво. На тоа не. Кај консултантските услуги ангажирате консултанти кои што се стручни за некаква област во одредено време и цената ја договарате со соодветните лица. Сега едно прашање ми се отвори, а тоа е во моментот рековте дека да плата зимаат како врз основа на колку што е редовно вработениот на истата позиција, ако е млади референт што би рекле, ќе земе и привремено вработениот и помладиот референт редовно што е вработен иста плата. Но дали имате математика направено, дали повеќе се одлеани средства преку консултантски услуги, значи ВМРО повеќе има извлечено од буџетот или има повеќе извлечено преку привремени вработувања СДСМ? Привремените вработувања во обем се некаде околу 2,5 милиони евра на годишно ниво зборуваме за јавниот сектор на централно ниво. На централно ниво, добро. И тоа некаде во процентуално учество во буџетот е некој 0,0 нешто проценти. За разлика од тоа, консултантските услуги во обем се многу позначени. Значи, зборуваме за некои проценти од прилика околу 7 до 10%, да речеме, од вкупниот број на плати. Зошто ги споредуваме со вкупниот број на плати? За да можеме да го избегнеме ефектот на зголемување на платите во општеството. Бидејќи ако го споредувавме со вкупниот буџет, можеме да забележиме некогаш некаде зголемувања кои што нема да бидат заради зголемување на ангажирани лица, туку заради зголемување на платите. Така што по обем консултантските услуги се многу поголеми, но морам да признам, ова не сме го кажале во јавноста досега, ако ја извадите сметката функции на држава, тоа се најчесто таму се вршат плаќањата од меѓународни донации, проекти, исплатите на јавниот долг се вршат од таа сметка. Ќе видите дека всушност контото кое што, односно основот по кој што се исплаќани тие трансфери до консултанти, најчесто се од оваа сметка. И сега, дел од овие средства завршуваат и кај странци, бидејќи можеме да видиме од Open Finance дека трансакцијата оди кон Народна банка. Так. Што значи дека тие не ни завршиле во државата, но има одредени трансакции кои што се завршени во државата. После 2017, и ако го извадиме и ако извадиме сметката функции на држава, ќе видиме дека некако си е тренд на постојан тренд. Така што и начинот на кој што се ангажирале тие лица во периодот од 2010 до 2017 бил конкретно и одредено насочен. Иако во тоа време многу често се кажуваше дека таа е голема ставка затоа што се ангажираат доктори. Еве, ако го земеме Министерството за здравство, во тие Министерството за здравство не е ни во првите 10 во тој период кој што исплаќал како сума. Сега малце сум подзина цело време, викам сега ќе ја каже бројката, бидејќи за привремено вработените беше 2,5 милиона евра, значи на годишно ниво, али за консултантските колку е? Ќе ми треба малце повеќе време за да ја најдам. Оваа беше лесна бројка, па можев да ја запамтам напамет, ама ајде додека трае подкастот, може и кога ќе отворам некој од по линијата ќе ми се отвори таа бројка. Добро, окей, добро. Значи, не, дали е 10 милиона евра, 20 милиона или нешто се движи? Па, ако земеме дека сега еве, ако 2,5 милиони евра е некаде околу 0,1
1% од вкупните плати, тогаш 0,6% ќе биде 6 пати повеќе од ова. 6 пати повеќе од ова. Ако е 6 пати повеќе од ова, тоа значи некаде 12 до 15 милиона, значи 12,5 милиона евра би било. Така нешто. Сега кажи го ова ти да имам тонско парче, бидејќи испадна ја направи математиката, па јас ќе испаде дека го кажувам тоа. Ќе пробам, пак ќе кажам, за да бидам точен, за да не бидам со предпоставка, ќе пробам во текот на подкастот да одбидеме те. Добро, окей, ова е интересно, значи тие што ВМРО ги ангажира земаат повеќе пари, значи повеќе одлеваат, но рековме тука има повеќе фактори, повеќе не се тоа само да речеме симпатизери што лепеле плакати, туку се стручни лица. Значи, така е. Треба да имаме предвид владите од 2010 до 2017 има голем број на советници кои што работеа, што беа странци, што беа македонци. Имаше доста програми, например, едно најчесто споменуваните програми, ако ги анализирате тие, е развој на човечки ресурси. Значи, имате ИПА, делови каде што се исплаќаат одредени исплаќања во рамки на проекти кои што државата ги користи како европски пари. Ми остави впечаток вашиот извештај, а некако во јавноста не се помина тој дел, а тоа е дека ваквите вработувања влијаат и на економската активност во суштина и влијаат на порастот на бруто домашниот производ во суштина. Едноставно доаѓаат пари кај граѓаните трошат, личната потрошувачка е дел од учеството во бруто домашниот производ и во суштина има некакво влијание. И многу е интересно, најуспешни економски години секогаш се после промената на власта. Никогаш последните, секогаш зборувам од 2000-те наваму, од 2006-та наваму. Тоа е некој заклучок. Може да извлечеме таков заклучок дека давањето на парите на граѓаните малце влијае на подобрата економска слика. Да, можеме да кажеме дека зголемената потрошувачка носи поголеми придобивки. Сепак мислам дека не можеме во целост тоа да го тврдиме, затоа што и минатото ни покажа дека па и не е секогаш без исклучок така. Можеби зголемената потрошувачка не само на личната, туку и на државната и приватната потрошувачка е таа која што треба да ја движи. Мислам, еве нешто кое што исто така не го кажавме во јавност досега, се договоривме дека ќе го споделиме, да ги споредиме истите овие позиции на локално ниво, затоа што овие бројки кои што ги кажавме се однесуваат на централната власт. Едно од работите која што е многу важно, а треба јавноста да ја знае, е дека буџетот на 80 општини плюс градот Скопје заедно прават нешто повеќе од 1/10 од централниот буџет. Тоа значи дека општините во бројки имаат некаде околу 700 милиони евра буџет. За разлика од централната власт која што во моментов има негде околу 5,5 милиарди на расходна страна. Замислете, 50% во последната година, 23-та, 50% од расходите кои што ги направиле општините одат за плати и надоместоци. Можете да замислите што значи тоа. Тоа значи дека ние вработуваме во локална самоуправа, на локалната самоуправа имаме дадено одредени надлежности, очекуваме од локалната самоуправа како граѓани многу, затоа што тие треба да ги средат дупките, да ни ја направат канализацијата, да ни отворат училиште, да ни ги згрижат децата во градинки, а при тоа не сме свесни дека средствата со кои што општините располагаат, 50% одат за плати. 350 милиона евра. Да. Значи, тоа се средствата кои што се даваат за да ни биде ефикасна општинската администрација, но се останато се покрива со уште 350 милиона. Да. Сметате дека сепак дали ова не е на споредливо со регионот, например, дали ова е добар сооднос 50% или не е добар сооднос, бидејќи со околу платите во извештајот стои дека ние сме под просекот. Например, учеството на платите е под просек во јавната администрација, е под просекот на регионот и во Европа. Но овде, дали ова е под просекот или над просекот? Не, овдека сега зборуваме за функционална или нефункционална децентрализација. Така, добро, ама може да, секаде е тоа, и во функционалните децентрализации 350 милиона, односно 50%, може некоја нормалност. Дали е нормалност во функционалните? Затоа што голем дел од спуштените надлежности на локално ниво се во областа на образованието, детската заштита, културата.
Значи, што се случува? Општината добива некаква дотација за да може да ги реализира тие работи. Еве не сме зборувале многу во овие 4 години, ама не сме зборувале толку во бројки вака јавно. Блок дотацијата, која што оди од централната власт на локално ниво за основно образование, 92% во просек се троши за плати. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека парите кои што државата и ги дава на локалната самоуправа за да управува со 1000 и нешто објекти каде што се одвива образование, 92% одат за плати. Односно, општините имаат 8% на располагање да сервисираат струја, вода, дидактички материјали, екскурзија да платат, развој да прават во рамки на образовниот процес. Така што затоа сме доведени во ваква ситуација, каде што општинските буџети, кога ги гледаме како едно цело, гледаме дека и тие надлежности кои што се пренесени, не функционира така како што треба да функционира системот. Добро, сега доаѓаме до моментот што да правиме. Се префрливме сега на локалната самоуправа и на менаџирањето со парите, рековте 92% од блок дотациите и кога ќе се отвори буџетот, меѓу првите стапки се блок дотации до општините, Да. сите 80 плюс град Скопје ги има распоредено и секоја варираат од година во година и ако не се тие блок дотации, генерално нема да може да функционираат и секогаш при ребаланси на буџети се зголемуваат најчесто тие блок дотации, а посебно ако има кризи енергетски или било какви студено, ако е па за нафта и за останати делови да се греат, доаѓаме до централното прашање. Може ли ова да се избегне, бидејќи 92% изгледа сериозно голема сума? Да, секако дека може. Само што треба да се прашаме колку ние како општество сме подготвени да ги сносиме последиците. Што значи Не, тоа? ова кога ќе каже некои последиците, сега одма се ежам какви последици ние треба благосостојба да имаме само напред додеме да немаме последици. Не ме плаши со такви зборови, молим. Последиците се гледаат на бројките. Добро. Значи ние во нашиот образовен систем во 2001-2002 учебна година сме имале 18 ученици на еден наставник. Денеска тој просек е под 10. 9,7 ученици на еден наставник. Што значи тоа? Ние демографски како нација старееме. Имаме иселување, ги губиме учениците. А од друга страна, постојано го зголемуваме бројот на наставници. И сега, ако некој паметен се прашува, ќе рече или ова е премногу богата земја, затоа што во ОЕЦД просекот и оптималното ниво е 15 ученици на еден наставник, ние имаме 9 ученици на еден наставник, или неефикасно трошиме. Одговорот кај нас е вториот. Неефикасно трошиме. Но зашто може би сме најдобри во образованието? Па се покажува на меѓународните тестирања дека не сме. Ама се што знаат меѓународните? Сега меѓународни, ама ние си сега може би не е така баш. Не се шегувам. Последиците за кои што зборувам. Малце толку е сериозна темава што Така е. ако не се шегувам, ќе ми дојде моментот да исклучам камериве, да станам и да си отидам и да соберам фамилијата и да емигрираме, подалеку. Не треба да делуваме страшно дека ќе се случи апокалипса. Не, имаме простор, имаме време, само што треба да се договориме како општество дека ако сакаме да имаме образование, детска заштита, спорт, еве зборуваме сега за енергетска транзиција. Ние треба да имаме јасни правила на игра. Добро, како сега со образованието? Како да го решиме проблемот со 9 ученика на еден наставник, каде што просекот е на ОЕЦД рековте 15, а ние дебело заостануваме според PISA тестирањата кои што се валидни, кои што се повикуваме сите, секогаш имаме најлоши резултати во Европа и во регионот и пошироко, така што генерално многу лошо стоиме со сето тоа. Како да дојдеме до промени? Првата промена. Македонскиот ученик во просек поминува помалку време на училиште од своите соученици од Европа. Односно, треба да се продолжи училишниот ден. Учениците треба да бидат подолго време на училиште. Ама кога ќе речеме дека треба да бидат подолго време на училиште, тоа не значи дека тие треба да останат и да седат на некој начин градинка. Односно ништо да не прават. Не, тие таму треба да имаат соодветни училишни, военно-училишни активности, каде по стандард имаме вишок на наставници вработено, тие вишок на наставници ќе можат да работат со тие деца. Ако нашиот модел се покаже дека нам ни е потребно 10 ученици на еден наставник за да имаме квалитетна настава, и тоа го браниме со резултатите кои што ќе ги имаме во основното, средното, предучилишното образование, тогаш имаат логика и овие бројки. Втората работа.
како држава сме една од државите која што најмалку одвојува за образование по ученик, по глава на ученик кога ги споредуваме со остатокот од Европа. Небулоза е дека нашиот систем заради фискалната консолидација нема простор да ја зголеми блок дотацијата, односно средствата за основно, средно и за предучилишно образование. Небулоза е да кажеме дека не сме подготвени да инвестираме во новите генерации, а притоа сме подготвени да измислуваме проекти кои што на крајот на денот па и немаат економска додадена вредност во општеството. Сега ме замисли, бидејќи во претходната епизода зборувавме за фискалниот простор и фискалната консолидација. Повторно вие спомнувате и сега значи во име на фискална консолидација и на намалениот фискален простор ние во суштина штедиме на образованието. А од друга страна 92% од сето тоа оди за платите на наставниците, а имаме 9 ученика на еден наставник, што е под просекот од 15 ученика на. Ефикасност. Значи, и кога зборуваме за бројките во јавната администрација, да се вратиме на првата тема. Ние како држава, и по број на вработени во јавен сектор во однос на активно население, и по обем на плати во вкупните буџети, ние заостануваме, односно сме некаде на дното. Моја да го објасниме што заостануваме. Тој податок некако извештајот го имаше во медиумите, но некако овие елементи, можеби да ние сме специјализиран подкаст за економија, па ги ловиме и овие работи, можеби публиката не сака да ги слуша бидејќи и прекомплицирани, но стои таму дека ние на учеството на платите е под просекот. Ајде да објасниме зашто станува збор. Бидејќи ние имаме чувство дека платите во јавната администрација се многу високи, тоа треба едно сатарче за да се намалат. Имаме таква перцепција, затоа што тоа што го добиваме од јавната администрација како јавни услуги назад, не е на нашето задоволително ниво. Значи, кај нас проблемот не е колку трошиме, затоа што очигледно трошиме помалку од колку што трошат останатите земји. Кај нас проблемот е како го трошиме, како ја распоредуваме јавната администрација, каде, кога вработуваме во јавна администрација или во јавен сектор, бидејќи кога зборуваме за овие бројки, сега зборуваме за јавен сектор, значи јавниот сектор кој што ги опфаќа сите јавни дејности, 1300 буџетски корисници. Значи, ако констатираме дека ние имаме дадени надлежности, а имаме премногу на локалната самоуправа, а имаме премногу вработени таму кај што не ни требаат, дај да видиме каде ни фалат, ни недостасуваат вработени, за да можеме да ги надополниме тие недостатоци. Второто, неефикасноста од аспект на тоа дека многу од процесите во јавниот сектор зависат од човек. Ако се стремиме да направиме нешто кое што ќе биде поразлично од другите, ќе ги остигнеме оној тренд кој што треба да го следиме европски, ќе сватиме дека всушност ние како општество многу често сакаме да сега ќе се префрлам на друга тема. Не сакаме да се споредуваме со развиените земји, сакаме да се споредуваме со соседите. Ние како бројка, дури и со соседите да се споредуваме кога станува збор за обемност на јавен сектор и колку пари трошиме за платите во јавниот сектор, сме под сите наши соседи. Добро. Само пред Албанија сме. Што значи ова за сите што не следат, бидејќи на вистина ние имаме чувство дека нашата јавна администрација е преплатена. Да, имаме чувство дека не ги задоволува нашите потреби, но исто имаме чувство дека тие живеат како бубрек во олој, дека зимаат високи плати, дека никој ништо не им може, едноставно дека тие дури банките ги гледаат како нешто многу пожелно за кредитирање, бидејќи доволно е да се однесе документче дека се во јавна администрација ќе добијат кредит, а ние што сме приватен сектор треба да се окозиме да кажеме дека имаме пари. Да, ама трендот на намалување на бројот во јавната администрација само го потврдува тоа спротивното. Дека јавната администрација повеќе не е толку атрактивна како што беше во минатото. Значи, ние сега со број на вработени во јавен сектор сме на ниво на 2015. Се вративме на нивото на 127.000 вработени во јавен сектор. Се надевам дека ова ВМРО не го слуша па да нас дополни со 5-6 нови вработувања и да го искористи овој подкаст да рече има потреба да вработиме, има или потреба да се вработат нови луѓе? Јас мислам дека имаме потреба да ги распределиме правите луѓе на правото место
И уште поважната потреба е тоа дека ние треба да почнеме да инвестираме во човечки капитал. Инвестирање во човечки капитал не значи да обезбедиме повеќе пари за плати и надоместоци. Инвестирање во човечки капитал значи градење на капацитети на тие луѓе кои што се во јавната администрација. Дополнително, со радикална дигитализација на јавниот сектор, која што во моментов е фрагментирана, а потрошени се многу пари, стотици милиони евра во изминативе 20 години за да се дигитализира нашиот систем, а ние немаме интегриран систем на управување со јавниот сектор генерално. Дигитализацијата сама по себе ќе отвори можност за паметните луѓе кои што имаат одредени квалификации да продолжат да работат во јавната администрација и оние кои што се најпаметни да влезат во јавната администрација за да ги водат клучните процеси. Затоа што сега во моментов вие ангажирате техничко лице, кое што треба да обработува, сум работел во Министерството за финансии, се уште не ми е сватливо во 21 век да вие треба да симнувате табели од интернет, да треба да ги рачно обработите, па да ги внесете во друг систем. Тоа со дигитализација нема да постои. Тоа работно место кое што сега ги прави тие табели рачно. Сега ми изненадивте. Има човек што онака работи рачно нешто. Имате тековни, па не одете подалеку. Како се плаќаат налозите во трезорот? Се носи вирман во трезорска канцеларија, 30 и неколку ги има низ целата држава и сите државни институции одат во тие подрачни оделенија, носат вирмани. На таму на шалтер има вработена, која што ги внесува како во банка на шалтер рачно, и тоа влегува во трезор. И сега можете да замислите дека вие не само што трошите ресурси на Министерството за финансии, затоа што имате вработени кои што треба да внесат налог во 21 век, каде што сите работиме на онлайн банкарство. Имате и човек од локалните институции кои што треба може би да патува и 100 километри за да стигне до најблиската буџетска канцеларија за да го даде тој налог. Оф, леле. Мислам, добро, окей. Абе не е за спеење, за плаќање работава. Мислам, 30 години градиме независна држава, 30 и кусур години независна држава, имаме такви проблеми што не сме свесни дека може да се решат релативно брзо, но доаѓаме повторно, ќе се вратиме на темата за ангажирање на привремено вработени на консултанти. Дали овие вработувања се добра можност во суштина партиските симпатизери да бидат вработени и да народски кажано ухлебат на државни јасли? Да, и затоа и го земавме да го анализираме како такво, затоа што како што кажав, процедурата за вработување, за привремено вработување е јасна. Ако сте доволно добро позиционирани во системот, лесно ќе добиете согласности од институциите кои што треба да ви дадат согласности и ќе ги вработите соодветно тие лица кои што треба да ги вработите. Тоа што треба да го имаме предвид е дека до 2015-та имаме ситуација каде што бројката на вработени времено во јавниот сектор беше значително поголема. И со закон за трансформација на работните места заклучивме дека сите оние кои што биле 2 години повеќе од 2 години во јавниот сектор ангажирани на времен начин, им се трансформира работните места во постојано вработување. Но тоа беше адхок и тогаш направено. Од тогаш наваму се направија одредени механизми со кои што може да се нивелира тоа и се гледа. Самите бројки тоа го покажуваат, инаку да се вратам на бројката која што требаше да ја дам. Ајде, ја чекам. Да. Значи, од прилика за плати и надоместоци трошиме вкупно од таа една од тие 5,5 милиарди кои што ги имаме во буџетот, трошиме некаде околу 600 милиони евра на плати и надоместоци во јавниот сектор, вкупниот јавен сектор. Привремените вработувања на централно ниво се некаде околу 2,5 милиони евра годишно, а консултантските услуги 7,3 милиони. Добро, не се 15 како сега. Ама во годините кога највеќе се трошеше, е некаде, например, во 2015-та, кога имаме најголемо ниво консултантски услуги, оваа категорија е 1,6 милиарди денари.
Значи тоа во како се вика, во евра е некаде 20 и нешто илјади евра, така? 20 и нешто милиони. Сега ќе провериме евра. веднаш. 26,7 милиони евра. Дале парички. Значи, сакам да ви кажам дека ова се суми, пак сакам да бидеме јасни за јавноста. Така Одека е. имате и консултантска поддршка и помош која ви е потребна како институција. Така е. Од Значи, сериозни консултанти, меѓународно признати или домашни, кои што треба да учествуваат во проект. Така е. Го имате Министерство за транспорт и врски кој што треба да ангажира градежни инженери од секаков тип кои што треба да дадат одредени согласности или пак да направат некакво вештачење, така што треба да бидеме свесни дека оваа сума не е само за некакви партиски или пак Така е, да мораме да се оградиме за волја на вистината, Така. ама убаво ќе биде да по една година да го следиме се во ова, да видиме дали новава власт истото ќе го продолжи. Тоа е целта на проектот. Така. Сакаме да направиме дешборд, платформа на која што ова ќе биде јасно и извакано за граѓаните. Така, сега, колку што знам, имавте пристап до податоците, значи Министерството за финансии ви ги отвори датоктеките и сите останати институции. Очекувате ли дека исто ќе продолжи новото министерство? Мислам, новата министерка која што веројатно ќе биде на чело на Министерството за финансии, бидејќи во минатото имавме искуство да не се баш многу транспарентни. Мислам дека позитивното во отворањето на трезорот е тоа што сите видоа полза од него. Опозицијата која што беше досега за време на опозицијскиот мандат се повикуваше на таа платформа. Одлично сега за да не може сегашна во опозиција. Искрено мислам дека гледајќи ги решенијата кои што се реферувани во јавноста и гледајќи го дискурсот во јавноста околу ова прашање, мислам дека отвореноста на податоците само би требало да се унапредува, не да се уназадува. Тоа што нам ни е потребно и тоа што како општество треба да го отвориме како прашање е останатите институции да го следат примерот на Министерството за финансии, кое што од институција која што не даваше нити еден податок, денеска е една од институциите која што предничи со отвореноста на податоци. Јас сега имам едно негативно искуство во последно време, последна година и нешто. Јас не можам ни став да добијам ни сериозен податок од Министерството за финансии. Тоа зборува за политичкиот ештаблишмент во институциите и треба да бидеме свесни дека како општество треба да градиме силни институции. А силни институции ќе градиме само ако тие кои што работат во институциите не се зависни од политика. И тоа е тоа што сакаме да го видиме и меѓу другото и со овие анализи, затоа што вие ако имате министер кој што сака да го укине целиот овој систем. Ако имате систем кој што ќе дојде и ќе му рече внимавајте, вие ќе се затрупате со работа ако го престанете тоа. А ако имате послушнички систем, каде што министерот или раководното лице кажува дека вака ќе биде и сите само послушно ќе го следат, тогаш ќе се доведеме таму каде што некогаш бевме. Спомнавте дека се трансформираат со тек на време привремените вработувања во редовни вработувања и така у суштина оние партиски вработени, односно не мора сите партиски, туку во време на одредена политичка партија се вработуваат и нашле место под сонцето, зависеа да добијат одобрение од Министерството за финансии за секое вработување. Да. Пред Нова година се обиде Министерството за финансии тоа да го смени. Така. Имаше поделени мислења во јавноста дали треба или не треба. Јас бев од оние што сметав дека не треба да се укине и мора да Министерството за финансии да врши и понатаму контрола, бидејќи ќе настане еден општ хаос каде што ќе се вработува секој што може да се вработува. Дали вие го делите истото мислење како мене или сте со спротивно мислење? Јас сум со спротивен став. Зошто? Затоа што прво, има една небулоза за која што се трудам многу години да зборувам во јавноста и кога зборувам со економисти, мораме да го срушиме митот дека буџетот на државата е на Министерството за финансии. Буџетот на државата пред се е на граѓаните, односно на институциите кои што ги градат тие граѓани. Не можете вие за проблемот со финансирање на одредена работа во здравство да го обвините само министерот за финансии, бидејќи министерот за финансии е должен да склопи еден буџет од инпути кои што ги даваат лениските министерства. Сега зошто го кажувам ова? Ако ние направиме систем каде што процесите ќе зависат од една институција, односно во случајов од 3 институции,
да не го заборавиме Министерството за информатичко општество и администрација, секретаријат или што и да беше сега веќе министерство, ќе видиме во која форма ќе биде за заедниците, кој што треба да даде мислење за дали е правична застапеност, и Министерството за финансии кој што треба да даде дали има или нема пари во системот. Ние зборуваме како општество за интегриран информацијски систем во Министерството за финансии од 2015 година. И порано се зборувало, ама еве по-конкретни чекори од 2015 наваму. 10 години следната година ќе правиме, ние немаме тендерирано нити еден модул од тој интегриран систем. Што значи тој интегриран систем? Во 2024 немаме ништо од тој систем, 9 години Ништо. после кога почна тоа. А имате закон за буџети кој што вели дека тоа ќе треба да дојде. Затоа што имате одредби, имате европски закон за буџети, кој што чека на одложена примена, затоа што некој има интерес да нема интегриран информацијски систем во Кој има во таков интерес? Нема функцијата како функција на министрите, на градоначалниците, генерално со воведување на дигитализација на процесите, нема да има многу простор за манипулирање и злоупотреба на средствата. Еве прва работа. Вие ако сте градоначалник и сте направиле нереален буџет оваа година, ама посекако сакате да асфалтирате одредено патче во некое место. Интегрираниот систем и законот за буџети вели дека вие нема да може да ја почнете постапката за набавка, односно ангажирање на фирма да го направи тоа патче, доколку немате резервирано средства, доволно средства на вашата сметка за да ја реализирате таа јавна набавка. Добро, се сеќавам на еден вице-премиер во времето на ВМРО ДПМН, кога на еден новогодишен појадок во влада бевме викнати и првото моје прашање почнува некој проект и му реков ало за ова го зборите кошта некаде 300 милиона евра. Колку што гледам по буџет и по сето тоа, вие имате некаде околу 15 до 30 милиона, 10%. Треба да имате, барем бидејќи треба да се спроведе за 2 до 3 години, сериозна сума е тоа, а вие имате 10 од 100 од сето тоа. Вика, важно е да се почне, парите ќе се најдат. Ама така создаваме напластени, а не напластени обврски кои што не се наплатени. Значи, долгот, ако се сеќавате пред извесен период, се воспостави тој систем на известување, СПО познат, каде што сите буџетски корисници известуваат кон Министерството за финансии на секој 3 месеци, квартално, колку има доспеани неплатени обврски. И знаете што, ние имаме закон кој што тоа го уредува. Ама немаме во моментов интегриран систем кој што автоматски ќе си ги види тие трансакции ќе ги извести. На екран на монитор или на печатачки испечатиш општина таа и таа толку должи, вкупно должиме општините толку и толку, а поединечна општина по сите остави тоа. Во тој момент кога се правеше тој закон, Министерството за финансии рече ние немаме ваков систем, ајде ќе направиме едно мало софтверче каде што финансиските менаџери од сите институции ќе треба да пополнуваат. Ова од 2018 мислам дека беше со Тевдовски кога беше министер, се сеќавам дека тогаш имаше голема фрка кој колку должи и сето тоа го следевме дневна на дневна политика. Што покажа од тогаш ништо не е мрднато. Па не, имаме закон и имат институции кои упорно не известуваат. Немаат капацитет, немаат финансиски. Знаете, секогаш за незавршена работа денеска во нашиот систем обвинуваме немаме доволно вработени, немам согласност од Министерство за финансии, немам согласност од не знам си која управа. Во систем кој што е дигитализиран, вие многу лесно ќе можете да видите докаде е вашиот предмет, кој го кочи, зошто е закочен и да можете да ја потргнете работата ако има некакви недоследности. И тоа е тоа што не им одговара на многу голем број на чинители во ова наше општество, затоа што еве на пример, воведувањето на е-фактура. Воведувањето на е-фактура ќе реши многу голем дел од она големо прашање за сивата економија која што ја тоа се залага сега го вети ВМРО ДПМН во предизборието, ќе видиме го ветуваат и во минатото. Видете, е-фактура е процес кој што како ИФМИСот, така и е-фактура трае со години, со деценија може во управата за јавни приходи. А при тоа гледаме дека земите од соседството веќе тоа успешно го применуваат. Само еден факт, еве, често сум го зборувал и моите колеги од ЗМАј го зборуваат, кога правиме обуки за државни службеници, за граѓански организации. Во 2000-ти години, 2001, Македонија била пример како се трансформирала од
платен промет, завод за платен промет во трезорското работење на буџетот. Соседните земји доаѓале да учат од нашиот систем. Така е. Денеска, истите тие кои што учеа, ни се консултанти од надвор да не научат како ние сега треба да ги работиме јавните финансии. Срамота, што би се рекло. Инаку ова не е само за трезорското работење, тоа беше и во царина бевме водачи, во екологија исто така. Наши луѓе во 90-тите и почетокот на 2000-те години обучуваа од регионот, дури во Хрватска одеа, даваа памет, извезуваа памет, бидејќи веќе ние ги имавме процесите во кон крајот на 90-тите и на почетокот на 2000-те години. Добро, царината мислам дека со секоја почит го покажуваат тоа и извештаите на Европската унија. Тоа е едно од ретките поглави каде што сме Каде што бевме последниве, прилично мислам дека високо. последниве не се толку добри, последниве неколку години, неко ние уште во 2005, ако добро се сеќавам, веќе нашиот царински систем беше интегриран и можеше најбрзо да се приклучи кон Европската унија. Значи 2005-2006 неколку години по асоциација, договорот за асоциација и стабилизација. Тоа беше најбрзо прилагодениот систем, но добро. Лета времево многу тажна е приказнава, иако вака се смееме кога зборуваме, се во ова што го кажувате е малце за мене тажно, малце повеќе е тажно, бидејќи гледаме дека со малце поголем труд и со вистинска желба и со дигитализација ние ќе ја средиме државата релативно брзо. И овде во ова студио зборевме за дигитализација со скоро секој гостин, и Стопански комори, и Никица Мојсовски од Македонија 2025, секој ја зборува и со политичарите, и со Христијан Мицкоски, овде седеше кај што ја седам, зборуваше за дигитализација. Но некако ни бега сето тоа. Само еве две работи само да додадам. Првата е, и често ја спомнуваме, политичката волја. Значи, политичката волја во овие процеси е многу важна. Ако не и најважна, иако не сакам да верувам дека треба да биде важна, ама во вакви системи како нашиот е многу важна. Затоа тука треба да бидат граѓаните кои што ќе вршат притисок на властите и ќе очекуваат тие да бидат отчетни. Ма како и граѓани? Се извинувам сега, кои што сакат или тендери или сакат привремено вработени. Тоа е втората моја поента. Втората работа, не можеме да очекуваме дека системот ќе врши притисок. Сега не зборувам само за граѓаните, зборувам и за приватниот сектор. Кога не сум направил истражување, не можам да зборам со бројки, ама ова е моја лична претпоставка од искуството во работа со приватен сектор. Македонска локална компанија, која што нема никаков странски капитал. Колкав процент од македонските компании ги имаат дигитализирано архивското работење, човечкиот менеджмент, менеджментот со човечките ресурси, набавките. Колку нашиот приватен сектор е подготвен и отворен за дигитализација во рамки на приватниот сектор. И сега повторно не зборувам за странските компании, не зборувам за компании кои што работат со странство и кои што имаат по дефолт мораат да ги следат таквите системи. Зборувам за македонските локални компании со 100% македонски капитал. Да. Но добро, нашите сметководители не работат според светски стандарди, односно ние имаме фактичко двојно сметководство, едно за домашно и кога сакаме со меѓународни компании се преведува сето тоа, но тоа е тема што отвараш една многу интересна тема, тоа е сметководството, која што мене ми е исто така многу интересна и блиска. Да, нема да ја правам со тебе, нема да ја правам, туку ќе ја правам со првиот човек на сметководителите, значи со институтот. Ја чекам начално е прифатена, не прифатено низиното гостување и ја го супер, чекам тоа. институтот ја игра таа клучна улога на усогласување на меѓународните стандарди. Промени таму, сега има промени на позитивно, така што и со Павле Гацов, данашниот експерт, исто зборувавме, сега ја начнавме темата, но само ја споменувам, бидејќи здравие Боже, наредната епизода ќе биде председателката на институтот. Лета времето, но сакам уште ќе останем уште во доменот на политиката, односно за финансирањето на кампањите. На предизборните, што покажуваат резултатите? Покажуваат дека ние имаме константа во финансирањето. Еве прво малку ќе го опфатам овој дел на редовното финансирање. Направивме систем на финансирање на политички партии кој што ќе биде пред се државно. Се со цел да избегнеме народно кажано рекетарство, барање пари од приватниот сектор. Или намерно многу давање од фирмите за да бидат после во привилегирана позиција во однос на други. За жал, бројките покажуваат, тоа не се од наша анализа, од анализа на други колеги од граѓанскиот сектор, дека донациите од фирмите и од лицата не престанале со
зголемувањето на државното финансирање. Изборното финансирање од друга страна е приказна сама за себе. Тоа што за кое што се залагаме и кое што веруваме дека ќе им поотвори пат и на политичките партии за поотчетно и по регуларно работење е дигитализација на тие процеси. Само еве прост пример ќе кажам. Во моментов ние имаме урнеци за извештаи за известување како партиите ги трошеле парите. И сега ако седнете и да ги анализирате тие извештаи, ќе видите дека тоа прво и основно извештаите сами, тој извештај од денеска, извештајот утре се разликуваат, односно немаат конзистентност. Второ, ќе видите дека различни политички партии различно пополнуваат. Некој пополнува во Excel, некој во Word, некој рачно. Значи, имате каша попара на начинот на известување, иако ние тоа убаво сме го уредиле. И автоматски ние имаме можност за малверзации и манипулација со трошењето. Од друга страна, извештаите кои што ние денеска ги гледаме се многу агрегирани и не можеме ние да идентификуваме колку, каде и за која услуга што точно било платено. Исчекор во овој изборен процес е пристапноста на ДКСК кон трансакцијските сметки на политичките партии. Еве се надевам дека ќе во следниот период и ќе официализираме таа соработка со ДКСК, па да видиме дали и како ќе можеме малце подетално да ги видиме и да ги презентираме во јавноста. Тоа трансакцијските сметки, тоа значи да гледате приливи, но и одливи. Тоа е работа на ДКСК. Така. Значи нашата улога во таа соработка би била да им дадеме стручна поддршка во тој процес и како што кажав, градење инвестиција во човечки капитал, градење на капацитетите на институцијата за утре. Во ДКСК да ги читаат сметките. Затоа што таму првиот човек на ДКСК е ревизор, веројатно знаеле останатите прашање. Ама може да замислите колку предмети ти имаат тековно? Изборите се само едно мало делче од колажот на пријави и предмети кои што се водат во комисијата. Така, овде ќе завршиме со овој дел, не остануваат уште 10 минути од подкастов, она што јас многу сакам да го зборувам, не знам, ме фасцинираат компании, да, овде беше човек, представник на Реплик, го викнав исклучиво заради тоа што работат со Виетнам, Туркменистан, Ирак и со Полска. Но се откри дека сега почнуваат со Африка, со Етиопија и се откри дека човекот живеел и во Лондон и во Јужна Африка, значи во Кейптаун, така што многу ми е фасцинантни тие приказни, бидејќи малце убаво е Европа, треба да се стремиме кон нивните стандарди да ги освојуваме тие пазари, но исто така малце е глупичко кога ги имаме тие стандарди да не освојуваме и Азија, и Африка, и Јужна Америка. Значи, со високи стандарди може да се пробиеме секаде, но тоа е за бизнис елементот, но вие не сте бизнисмен, вие... Што значи ЗМАј? Ајде да објасниме пред да поминам, мала дигресија ќе направам. Што значи ЗМАј? ЗМАј е Сдружение на млади аналитичари и истражувачи. Океј, ЗМАј. Да. Добро, океј. Имавме 21-22 години, бевме студенти на мастер по статистика. Кога се оформивме, бевме млади, ама... Добро, окей. Како се смени името на државата, така го смениме и ние нашето. Сега доаѓаме до моментот. Вие како млади стигнавте до тоа да отидете во 3 држави во Африка и да продавате што имате стекнато знаење и експертиза, да ги учите афрички земји кои што биле порано дел од Комонвелтот, односно има веројатно се уште од Комонвелтот, но биле од најголемото царство под управа на Велика Британија. Што најдовте таму, први во кои земји бевте и со што се соочивте и што може нашиот да им помогне на овие 3 земји? Да, тоа е проект кој што го работиме заедно со Меѓународниот центар за локална демократија од Шведска. Пред 5 години не ангажираа да направиме истражување во Македонија кој што требаше да ги следи отвореноста на општините во однос на буџетските процеси. Направивме проект кој што нив многу им се допадна и бидејќи тие пред се работат со земји во третиот свет и земји во развој, рекоа ајде да видиме дали оваа методологија можеме да ја реплицираме во рамки на нашето работење секаде во светот, ама ајде да почнеме од Африка. Има отворен повик глобален, каде што нашата методологија требаше да се најде консултантска фирма која што ќе ја спроведува нашата методологија во 3 земји од Африка: Кенија, Зимбабве и Уганда. Едни од најактивните
во нивните програми. Аплициравме и бевме известени дека сме добитници на тој на тој договор, а при тоа тие со кои што сме се бореле во најтесен круг беше професорски тим од Оксфорд. Значи, успеавме на глобален тендер да добиеме работа во Африка. Работевме со 3 општини и се уште работиме, се уште активна ни е таа активност. Значи, работиме со 3 општини. Во Кенија работиме со Муранга. Муранга е општина на 100 километри северно од Најроби, кој има урбан центар и многу голем број на рурални заедници. Работиме со дистрикт, односно областа Гуту, која што е еден од најголемите рурални области во Зимбабве. И работиме со Ентебе, која што е една од најразвиените урбани места во Уганда. Зошто ги земавме овие 3? За да можеме да имаме различен тип на локални самоуправи. Што работиме? Ги водиме низ процесот како партиципативноста на која што тие имаат всадено во нивното секојдневие во уставите ги имаат партиципативноста на одлучувањето на локално и централно ниво. Тоа е остаток од Велика Британија. Предпоставувам, затоа што тие се научени дека во одреден дел од годината некој доаѓа и нив ги прашува за нешто. Дека ако има проблем во најмалата единица во општеството организирана, тоа е село, ако имаат проблем, тие се собираат сред село и решаваат партиципативно за проблемот. И го креваат потоа на повисоко Почнува демократијата им почнува решавањето на проблемите од најниско ниво. Од најниско ниво. Но интересното е што тој ланец некаде прекинува, особено имајќи предвид дека нивната представничка демократија и тој систем е направен така да всушност гласот на луѓето од заедниците додека стигне до највисокото ниво поминува низ неколку филтри кои што пред се филтри кои што се политички мотивирани. Значи, ако вие сте се договориле нешто, вашиот став поглаварот треба да го пренесе на некој совет на неколку села, па тој совет на неколку села одговара на советот на општината, па советот на општината на ниво на област, на округ, па советот на округот на централно ниво. Така што во тој ланец се губи учеството на граѓаните и сега наша работа е да најдеме начини како оние кои што се на врвот во локалната самоуправа, односно окрузите, областите, зависно во која земја работите, да може да имаат директна комуникација со граѓаните. И како ви оди? Интересно. Затоа што Кенија ако ја гледаме економски, Добро. Е втора или трета најразвиена економија во Африка и од овие 3 е дефинитивно најразвиена, но за разлика од другите 2 е најдемократска. И кога ги гледате капацитетите на институциите, Кенија има најмали капацитети во однос на овие 3 земји кои што ги анализираме. Зошто? Затоа што е прилично демократска и еве популарно кажува кога зборувавме со луѓето, па дури на пазари, кажува ние не можеме да се споредуваме со другиве земји, зошто? Затоа што кај нас вика во изминатите 20 години се сменија 6 премиери, што значи дека има демократија. Во Уганда 45 години владее истиот човек, председател, кој што денеска е председател. Во Зимбабве знаеме што се случи после 60-тите години со доаѓањето на Мугабе, пучот во пред 10 години и повеќе, и доаѓањето на неговиот најблизок соработник кој што е уште полош од него. Ама за разлика од Кенија, во Уганда и во Зимбабве, кога одевме и кога разговаравме со институциите, дури во Уганда јас имав чувство дека сум во европска институција, затоа што се знаеше точно, си имаше хиерархија, се знаеше со кого ќе се сретнеме, се знаеше, имаше ред. И институциите делува дека се отворени за граѓаните, дека може да дојдат, дека имаше таква некоја енергија. За разлика во Кенија, каде што беше многу чудно. Во Кенија имате систем кој што е децентрализиран, ама децентрализацијата е застаната на некој регионално ниво. Значи, суштина нефункционален, демократски нефункционален систем. Да. А додека овде има институции кои што се пофункционални, али е диктатура. Диктатура, да, неретко го кажувам овој пример дека дека на состаноците добро. во Зимбабве
Авторитарно владење. авторитарно владење, да. Ајде На да бидеме политички политички коректни. коректни. На состаноците во Зимбабве, каде што имавме можност да се сретнеме со многу различни типови на засегнати страни и интересни групи, на секој состанок во канцеларијата имаше представник од канцеларијата на председателот и представник, тој самиот јавно си се представуваше дека е представник на служби. Да се знае што. Еве, нема да се бачат сега да прислушуваат пат белешки, да баќат така директно пред него ќе се кажете За што има да се кажете. За разлика од Кенија, каде што буквално на пазар се собиравме и правевме форум на самото место. И луѓето беа многу поотворени да зборуваат. Не се плашеа што и како да кажат. Во Уганда беше многу например, таму имаме најголема соработка и ден денес најинтензивната соработка ние со НТБ како општина. Но таму делуваше дека е отворено, а всушност, затоа зборувам за капацитетот на институцијата, се беше организирано во позадина. Точно не избравме ние со кого ќе се сретнеме, ни беше дадено со кого ќе се сретнеме. Ние имавме прилика да отидеме на пазар, да отидеме во мол, да отидеме во некое Али се организирано, оркестрирано што би рекле. Да. Не може слободно да. Да. Добро, се надевам дека сега иднава власт нема да го слуша ова, па да рече, сакаме ние средени институции, па ќе одиме по патот на Уганда, не дај Боже на Зимбабве. Сепак, јас сум и за Кенија, малце понефункционални, но слободата е многу битен елемент. Многу важен. И ако малце ред се заведе, ќе имаме дефинитивно подобар живот, и ако се дигитализираме, дефинитивно ќе им ги скратиме ноџињата на политичарите, повели. Убавината во Кенија, и мислам дека вреди да се каже во јавност, е тоа што во Кенија нема кеш. Во Кенија се плаќа со мобилен телефон, не ви треба паметен телефон за да може да плаќате, трансакциите се вршат преку SMS пораки. Чекај, можам со цигла да платам, мислам стар телефон кај што. Да. Како ќе? Ајде, објасни ова е предпоследно прашање, бидејќи последното ние како не доживуваат нас Македонија, бидејќи нели антички големи мотни, сето да доаѓаме од Југославија, веројатно не знаат кои сме, што сме, плюс тоа библиско име и сето. Тоа баш ме интересира како ве доживуваат вие што доаѓате од Македонија, но како плаќате, ајде да се вратиме на телефонот први. Најлесно да го објаснеме начинот на кој што ние плаќаме паркинг. Добро. Со SMS порака. Тие ги вршат секојдневните трансакции преку мобилен. Значи секојдневни, кога паркирам, кога бабата која што патувала 2 часа од селото, кое што е на 30 километри од Муранга, да стигне да продава папаја која што и расте во двор на пазарот во Муранга, на себе или на самата своја тезга има едно ливче на кое што го пишува нејзиниот код на телефон и вели: ако ми купиш кило папаја, треба да ми дадеш 10 шилинзи. Јас со мобилен телефон го вкуцувам кодот на бабичката која што продава и пишувам 10, како што ние сега велиме 2 часа треба да. Така. Од мојата сметка на телефон се префрлаат пари 10 виртуелно на сметката на бабата. Да, но, и потоа таа може да отиде и да го плати со тие пари да плати кафе или било што во секојдневниот за се промет. така. Скоро за се. Значи, ако имате кешот, ако сакате да го внесете во систем, одите во одредени локации, каде што го давате вашиот код, тие ги зимаат вашите пари, ги ставаат и вие на вашата сметка на мобилен телефон ги располагате со тие пари кои што сте ги ставиле како кеш. Мобилен телефон е врзан со мојата трансакцијска сметка во суштина. На некој начин. И се работам со телефонот. Работите со телефон. Не треба да биде на ниво на цела држава. На ниво на цела држава, затоа што и во најзафрленото село. Да, затоа што во Африка во последните декади се случува бум на мобилните услуги. Значи можеби нема широко опсежен интернет, но мрежа за телефон постои. Начинот на кој што замислете кога зборувавме ние, на кој начин тие комуницираат со конституентите, значи со граѓаните. Најкористена алатка е WhatsApp, Facebook. Значи едноставно тие си имаат граѓански групи каде што има 5, 6, 7 илјади членови, каде што се споделуваат информации кои што локалната самоуправа треба да ги пренесе на граѓаните. И потоа, бидејќи се големи верници, големи христијани, во недела кога одат во црква, информациите се споделуваат со сите во заедницата. Многу е интересен, многу е поразличен.
И затоа искуството таму беше поразлично од нашиот начин на комуницирање. Ние се уште зборуваме, знаете кога им рековме, па добро, граѓанскиот буџет или нешто кое што е врзано со во интерес на граѓаните треба да оди на јавен сервис или на некое локално радио. Тие велат за секоја вест која што треба да ја пушти општината на медиум, мораме да платиме. Медиумот не шири информации од јавен карактер. Африка и тоа што го осетивме ние и што го видовме таму е не за еден, за 10 подкасти. Не, ова е фасцинантно, ова ме фасцинира дефинитивно. Например, никаде во ниедна од тие земји немате организиран јавен превоз. Се е приватизирано. Немате организирани водоснабдителни јавни услуги, сите се приватизирани. Сметот го собираат приватни компании кои што аплицираат за некаква лиценца и го собираат сметот од. И тоа плаќаат преку телефонни центри. Се плаќа се преку телефон, затоа што сите овие услуги се врзани со општинска апликација каде што службеникот може, кој што е задолжен за наплата, да види дали тоа лице, дали го платил паркинг, платил лиценца, мислам Африка. Добро, окей, мислам искрено да ти кажам ме утепа со муабето. Не. Викам зошто сум во Македонија? Во Кенија да си отидам. Не треба така да го сватиме. Добро, не. Многу е полесно да воспоставите систем таму каде што немало некаков систем. Кога имате историја каде што сте биле земја која што функционирала, сме биле нешто, ја спомена Југославија. Многу е потешко да донесете нешто кое што треба да го смени начинот на размислување и правниот систем. Западниот да се примени бидејќи ние градевме друг систем. И сето тоа последно прашање, завршуваме веќе час зборуваме, во Африка не препознаа како Македонија? Многу ретко. Добро. А кога ќе кажевме Македонија, првата асоциација беше Библијата. 99% од луѓето со кои што се сретнавме, кога ќе кажевме од каде сме, јас референцирам Македонија со Библијата. Мислевме дека кога ќе кажеме Југославија, затоа што во една недела пред да бидеме ние во Кампала, се организираше светскиот самит на неврзаните. Так. И ние мислевме дека кога ќе кажеме во Уганда или во Кампала или во Ентебе, дека сме од поранешна Југославија, дека ќе има реакции. Многу малце луѓе знаеа која е Југославија и што е Југославија. Повозрастните знаеа, особено во Зимбабве, но првата асоциација на Македонија е Библијата. И мислам дека тоа како референца треба да го користиме многу повеќе како земја, така? Особено во христијанскиот свет, затоа што оние кои што навистина се верници и ја го следат христијанството, и ми е значено кога ќе имате некаква референца. Добро, сега не сакам да внесам политика во ова, затоа што ќе кажам па треба сега Библијата да ја смениме Северна Македонија да биде во Библија, да не познавате, ама добро, ова е политика и не сакам еден преубав подкаст да со дневна политика да го уништувам. Виктор, многу ми беше мило што беше дел од тоа подкастов, стварно имам муабети. Со ова посебно за Африка, значи се фасцинирам од вакви приказни, како што се фасцинирам за Виетнам, за Туркменистан и сето тоа, и уште еднаш ги повикувам сите што ме следат. Ако имаат вакви приказни, нека ме исконтактираат на мојот телефон кој што е јавно достапен на Facebook или на мојата мејл адреса gotemenugov@gmail.com. Ако работат со земји што се од Африка, Азија, Јужна Америка, слободно нека ме бараат. Би сакал да направам еден поширок подкаст кај што ќе дојдат повеќе луѓе кои што ќе зборуваат за искуствата од овие земји. Ајде уште еднаш ти благодарам многу. Благодарам. Тоа беше се гледаме наредната епизода.